Добро вечер и Божи благослов, почитувани слушатели. Се разбира дека вие слушате емисијата Гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно. Верувам дека оваа емисија која што се емитува е инспирирана и под водство на Духот Свети и дека самата емисија носи еден голем благослов на овој свет или за сите оние поточно слушатели кои што ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, емисијата Гласот на вистината и тоа како ќе помогне, се разбира да го благослови, да го издигни вашиот духовен морал, да засврсти вашата вера, но исто така да добиете одредено знаење и да знаете за одредени теми кои што се запишани во Словото на нашиот Господ и Спасител. Како што најавив, зборуваме за Христовото раѓање, зборуваме за Божјото раѓање, зборуваме за Божјот помазаник кој беше најавен од самите пророци. Поточно видовме во 3 глава од книгата Постанок, 15 стих, како самиот Господ Бог се најавува дека тој ќе дојде на оваа земја, дека тој всушност ќе биде Месијата, оној кој ќе го избави својот народ од неговите гревови. И тоа се случи пред 2000 години. Христос дојде на оваа земја, тој се роди на оваа земја. И тоа е историско дело, уникатно дело кој Бог го направи за секого еден од нас. Почитувани слушатели, уште што треба да знаеме за раѓањето на Месијата, за Христос, за нашиот Господ и Спасител. Дека прво Христос дојде и е роден според Писмото Божјо. Тој е дојден и роден во Витлеем, затоа што всушност тој е потомок на Давид и на Аврам. Библијата многу јасно и гласно зборува дека Месијата беше потомок, се разбира, на Давид и на Аврам. Еве, ако отвориме во Новиот Завет, значи во Новиот Завет ако отвориме 1 глава и ќе видиме таму што се разбира ни е запишано, всушност кога ќе можеме да го видиме самиот родослов. И еве што ни е запишано. Книга за родословот на Исуса Христа, син Давидов и син Аврамов. Затоа реков, Христос е потомок на Аврам и на Давид. И затоа е роден во градот Витлеем, затоа што самиот Давид потекнувал и доаѓал од Витлеем. Еве што ни вели пророкот Михај, дека Спасителот ќе се роди во Витлеем или Бетлеем, кој што реков дека значи куќа на лебот. Да видиме што ни е запишено во книгата на Михај. Но ти, Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу илјадници јудејци, од тебе ќе ни излезе оној кој ќе владее во Израел и чи потекло е од самиот почеток или од вечноста. Значи, од самиот почеток и од вечноста е самиот Христос или самиот Месија. Еве уште што ни е запишено во Евангелието на Јован. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бог, се стана преку Него и без Него ништо не стана. Она што постана, и Словото стана тело и се внеси меѓу нас. Почитувани слушатели, знаејќи го Бог, знаејќи го Неговата мојност, затоа што Библијата не го опишува како Ел Шадај, кој значи семојќен Бог. Можеби и многу често пати се поставува оваа прашање дали беше потребен да се направи еден ваков чекор, знаејќи со каква мојност, со каква сила располага, се разбира, Господ. Дали беше потребен еден ваков чекор? Прво, кој можеше да го откупи човекот, ако Бог не направеше еден ваков, се разбира, чекор? Библијата многу јасно и гласно зборува дека законот кој беше даден преку Мојсей, преку законот се познаваше гревот, а платата за гревот беше смртта. Законот немаше сила да го оправда човекот. И затоа беше потребен еден ваков чекор.
да дојде Месијата на овој свет и не само да го оправда човекот, туку да го исполни, се разбира, и законот Божи. Да се спаси изгубениот човек. Потоа, кој ќе ја платеше цената за нас? Кој ќе го вратеше човекот во таа негова првобитна состојба? Онака како што Бог го створи првиот човек Адам. Кој ќе понудеше, се разбира, излез на гревот, ако Бог не направеше еден ваков чекор преку неговиот син Исус Христос? Кој ќе посредуваше за човекот? Кој ќе ги земеше клучевите на смртта и на пеколот? Кој ќе го порадеше ѓаволот? И кој, се разбира, ќе ни обезбедеше живот вечен? Христовото раѓање ја менува историјата на светот, го менува времето, ги менува годините, од стара, се разбира, во нова ера. Го менува и животот, и твојот, се разбира, и мојот. Ако оваа вечер го отвориме нашето срце и го поканиме Месијата да тој дојди во нашиот, се разбира, живот, тој е подготвен и да го промени нашиот живот. Ова е добрата вест за нас, радосната вест, која што ја прави разликата за нас. Тука е нашата шанса. И таа е единствена опција. Ние немаме друга освен Христос, кој се роди пред 2000 години. Ајде да ја прегрниме оваа шанса, кој што ни е понудена од самиот Творец од небесата. Еве што вели во Дела апостоли: по целото небо или по целиот небесмен свод има само едно име на кој луѓето можат да се повикуваат и да се спасат, а тоа е Исус Христос, Исус Месијата, Спасителот. Поканата е отворена за сите. Библијата многу јасно и гласно зборува по ова прашање. Поканата е отворена за сите нас. Речиси Христос веќе 2000 години не кани сите нас и чука, се разбира, на нашето срце, само дали ние го слушаме неговиот глас. Без разлика дали Исус е роден на 7 јануар или пак на 25 декември. Тоа не е најмалку битно. Она што е битно, друго. Дали воопшто Христос е роден во твојот живот, во твоето срце. Еве што ни е запишано во книгата Откровение, 3 глава, 20 стих. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Бог е заинтересиран оваа вечер, се разбира, за твоето срце. Дали си спремен или спремна да му го предадеш твојот живот на Господ Исус Христос? Еве што ни запишал пророкот Неремија во 29 глава 30 стих. Вели: Господ, ќе ме побарате и ќе ме најдете, се разбира, ако ме побарате од искрено срце. Бог не кани. Треба добро да размислиме. Тој е оној кој чука во нашите срца. Тој е оној кој чука во нашиот живот и те чека и ме чека да дадеме одзив или одговор на неговата порака, на неговиот глас. Бог те чека. Немој да размислуваш утре, други ден, една година и така натаму. Ова вечер е можноста која Бог ти ја дава. Затоа што утре може да биде и многу, многу доцна. Затоа, ова би било последната емисија за Месијата, но не заборавајте, почитувани слушатели. Месијата ве чека. Тој ве сака, тој ве љуби. И тој се жртвува за сите вас, па дури и за мене. Затоа, ајде заедно да го отвориме нашето срце. Ајде заедно да го повикаме Господа. Тој е спремен да дојде во нашиот живот и да биде дел од нашиот живот. Тоа е денеска пораката. Не е пораката кога Христос се родил, всушност околу датумот, кој што најчесто пати се поставува оваа прашање и сите го поставуваат истото прашање: кога е Христос роден, кој е вистинскиот датум? Тоа не е вистинското прашање. Пораката на Евангелието е: Христос сака да се роди во твојот живот. Дали е Христос дел од твојот живот?
Ако не, еве ти можност оваа вечер да го отвориш твоето срце и да го покани Спасителот кој се роди пред 2000 години за тебе и ја плати цената. Наместо ти и јас. Затоа, Бог нека не благослови сите и ова е добрата вест за нас. Ова е единствената и вистинска опција и шанса за секого еден од нас. Вие кои што оваа вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината, или подоцна некој ќе ја слуша оваа емисија, не дозволувајте срцето да ви утврди. Ѓаволот да земе да го искористи, туку дозволете му на Спасителот да дојде и да влези во вашиот живот. Пријатна вечер и се разбира се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.